Затворени фирми, неисплата на плати и инфлација. Иста е ситуацијата од 1 мај минатата година до денеска. Подобрување на ситуацијата кога се во прашање работничките права нема, вели председателката на Гласен текстилец Кристина Ампева. Зголемување на платите има во регионот, но не и кај нас, деци знае таа. Токму затоа не може да се каже дека нешто се променило на подобро во овој период од една година. Така да во последната година можам да бројам фирми кои што беа затворени. Еве имаме уште две компании во последниот еден месец од Скопје кои што се затворени, каде што работниците се останати без плати, придонеси од плати и слично. Имаме кривични пријави кои што сме ги баш савалео миста со одговор, каде кривични пријави за непочитување на права од социјално осигурување и неисплаќање на плата според кривичен законник, е што основно јавно обвинителство вика тоа не е кривично дело, тоа е прекршично, иако се стои децидно во кривичниот законник. Инфлација таква како што имаме, ќе видиме дека во регионот платите се покачени само кај нас. Не се, мислам, само останува она усогласување во март од 1800 денара, па мислам дека нема никакво подобрување. За да се променат работите и да се помрднат од мртва точка, потребно е институциите да си ја работат својата работа, вели Ампева. Само со соодветно и реално покачување на платите на работниците може тие да се задржат и да не заминуваат на работа во странство. Недоволно се оди на терен. Сега дали нема доволно капацитети, повторно ќе речем, има превработеност некаде, меѓутоа еве во инспекторатите конкретно нема доволно луѓе. Кубурат со службени возила, додека за функционерите знаеме дека имаат и по неколку. Мислам дека треба единствено институциите да се работат својата работа. Основно јавно обвинителство да ги гони оваквите предмети кога некој не ви исплаќа плата со месеци, треба да го гоните. Согласно кривичниот законник, а не прекршочни казни од 100 евра, бидејќи тоа им дава дополнителен мотив на добар дел на работодавачите, постојано да ги кршат работничките права, кои што се човекови права, Треба да имаме управа за јавни приходи која го почитува законот за работни односи, која што го известува трудовиот инспекторат каде се исплаќа под минимална плата, каде се касни со плата. Треба да оди на замрзнување на имотот доколку имаат од нас, барем ние ги известуваме и трудов инспекторат и УЈП во случаи кога гледаме дека неколку плати не се исплатени. Дополнително сега пристигнуваат и пријави од страна на работници кои неа добиле ниту усогласената плата повисока за 1800 денари.